Почитувани. СДСМ грубо крши статутот и деловникот за работа на Советот на општина Ресен. СДСМ уште на првата седница не го испочитува статутот и деловникот за работа, на тој начин што непропорционално ги изгласа комисиите по мандати. Таквиот начин на непрофесионално работење продолжи и на сите последователни седници. На материјалите за точките од дневниот ред беше запишано само името на предлагачот и тоа кабинет на градоначалник, но не и кој го изводил таа точка како предлог на дневниот ред. Исто така, изгласуваат одлуки без констатиран кворум. Непрофесионалниот однос беше истакнат и на петочната седница, посебно од страна на председателот на Советот, каде ги заборави своите надлежности и седницата ја водеше како да е во кампања. Како сведоци на таквиот пристап, кон таквиот начин на прекршување на подзаконските акти, конкретно за точката 8 од дневниот ред на последната седница на Советот, за предлог одлука за давање согласност на одлуката за именување и дополнување на статутот на детската градинка 11 септември во Ресен. Се јавив за збор, а при тоа не беше испочитувано моето право на збор. Потенцирав дека ова е важна точка за која треба и согласност од нашата советничка група, но треба и појаснување од страна на стручните служби. Со оглед на тоа што немаше представник од страна на предлагачот за оваа точка и со оглед на тоа што во моментот на оваа точка немаше представник од стручните служби, председателот на Советот дрско ме прекина со зборовите. Цитирам: "Статутот треба да се усогласи со соодветното министерство, без да ми даде можност да процедурално да се произнесам и точката ја стави на гласање." Сепак, истата таа точка беше помината со кршење на деловникот, како и на член 89 од деловникот за работа на Советот, каде јасно стои дека при донесување на програмите и одлуките, предлагачите присуствуваат на седниците на Советот и по потреба даваат стручни појаснувања. После вакво нестручно постапување од страна на председателот на Советот, ние советниците на ВМРО-ДПМН ја напуштивме седницата, бидејќи не сакаме да бидеме дел од спроведување на подзаконските акти. Жално е што ова не е прв пат СДСМ да не почитува постоечки прописи. Жално е што СДСМ ја силува општината и локалните власти. Ви благодарам.